Нас не ни треба закон за да предметите продолжат. И постоечкиот закон, откако Јовевски ќе ги превземе предметите, тој може да ги прераспредели на истите обвинители и тие да си продолжат. И ние тука нити можеме, нити имаме право да бараме стопирање на истите. Затоа што тогаш би зборувале спротивно на законот. Ние тоа не го бараме. Ние бараме правда подеднаква за сите. Односно, целокупниот криминал, кој што имам индиции дека го направила оваа власт, веќе трета година поред, да биде истражен. Негов беше предлогот. Негов, не наш. Предлогот беше на Зоран Заев. Ајде да формираме јавно обвинителство. Кое што? Ке има надлежност преку овие 10 помошници на Катица Јанева за предметите на специјалното јавно обвинителство, во ред, ние велиме во ред, го прифаќаме тоа, но истовремено и да гони предмети кои што се коруптивни, одименувани и избрани лица. И ние кога велиме добро, ајде да видиме сега случајот Подкуп, случајот Глобал, Рекет 1, 2, не, тоа не важи. Од сега па натаму. Правото такво нешто не познава од сега па натаму. Кога носите закон, тој закон се однесува за сите кои што сториле криминал, а се избрани и именувани лица. Дали се тие, Зоран Заев, Христијан Мицкоски, тоа го направиле 2008, 10, 15, 20 ќе го направат. Тие мора да бидат офатени.